Добар ден. Што правите, добри? Како сте? На телефон што се јавив за тие делчината тука за тие хундајчето. Така, спремно. НГК светници така, да. Еве светниците. Добро, супер, НГК и каблите. Добро. Ова ќе оди на фактура. Спремно е све. Одлично. Значи да се подпишам овде. Тоа бе. Едно за мене, едно за вас. Благодариме. Па се надевам дека ќе се видиме повторно. Да се расипат поќе колите, ја сакам, а да се трошат деловите. Поздрав. Вие тоа ќе го следите во гаража. Така, ајде. Фала ви многу. Фала ви вас. Се гледаме, пријатно. Во денешното издание во емисијата Во гаража ќе ви прикажеме проблем со електрика, тоа е струја, му трокира колата, недобро влечи, недобро пали. Значи ќе ви прикажеме како се сервисира, како на што треба најпоќе да обрнеме внимание. Сега за момент ќе го повикаме собственикот да ни каже во кратки црти што се случува со возилото за да знаеме точно што да действува. Добар ден, како си? Супер, Векич. Да направиме сервис на автомобилот, имам некој проблем. Така, кратки црти да ми кажи што се случува вака со возилото. На прво палење кој ќе ваде моторо, тешко пали, Така, кој ќе е на бензин, окей си пали, меѓутоа кој ќе сврти на плин, малку во самата работа си трокира, не ја прима во туражата Така. како мака да има нешто. кажи ми, во нормално возење то не се дешава, само на поголема туража, така? Да, при нормално возење, бавно возење не се ни осеќа, но кој ќе дадам на еднаш туража, Така, не ја прима, нема доволно снага. така и како да трокира. Да, се. И на бензин то и на плин како? На бензин не, поголемиот проблем го имам на плин кој ќе. Така, кој ќе значи префери на плин. претежно то на плин. Добро. Јас сумњам на светички и кабли. То брзо ќе се сервисира. Отприлика мора да излади возилото. До душа тука е повеќе време возилцето. Ќе причекате во чекалната, па кога ќе го увидам проблемот, ќе ве повикам да видите што е како. Поред те зверувам во тебе, па види што треба, све и дамо. Океј. Okay. На пат сме, Важно. си играме. Ќе почнам со работа јас, повели во чекална, јас почнувам со работа. Како и претходните емисии, задолжително, значи го мотам воланот со фолија заштитна, причина да не го извалкаме. Така, одиме со заштитна навлака на седиштето. Отворивме хаубата и да ги заштитиме страниците и предниот дел. Како што напомена собственикот на возилото, значи има отежнување на прво палени савајле и трокирање на возилото. Јас сумњам дека има проблем со светички и кабли. И сега почнувам со тој совет на гледачите да му објаснам што значат светички, функција. Значи функцијата на светичката и на кабелот од бомбината до... Значи имаме бомбина, имаме кабел, имаме светичка. Сега, да речеме, нова возило, најповеќе можеме да покажеме со покрупен кадар. Значи овде имаме бомбини, овде имаме кабли, па во деклата се заштрафени светичките. То колку имаме, кај што има издувна грана до кабел, значи најчест проблем ни се кабли и светички. Причина е високата температура. Ова е малце постар тип на мотор, кај што се новите мотори имаме посебни бомбини, значи поединачно, внатрешните, посебно ќе кажем први денеш да го припремиме моторот да дојдеме до демонтажа на светички.
си земам на раквичина и да почнам со работа. Уз работата ќе зборуваме како и што треба да се вадат светичките. Значи, никогаш не препорачувам на возило жешко врело да се вадат и кабли и светички. Причина, доколку е загреена деклата. Значи, материјалот на алуминот исто не се шири колку светичката. Значи, алуминот многу впива температура и останува делумно многу не се шири тој навој, а светичката е направена од метал, металот многу повеќе се шири. Во тој момент е многу залепена светичката во таа жештина. Кога ќе сакаме да ја отвориме, ќе употребиме поголема сила на одвртување и можеме да ја скиниме светичката внатре во навој. Сега да зачистам овде, па за да можеме да работиме. Сега да ви кажам зошто ова го правам. Чистењето морам да го направам од причина што кога ќе ги вадам каблите и светичките, внатре се цилиндрите. Ова нечистотија сега кога ќе отвртам светичката, таа паѓа во цилиндарот натре и можам да придонесам поголем дефект отколку да го поправам возилото. Значи, тоа е првиот совет. Сега си припремам алат. Мораме да видиме дали е прилично изладено возилото. Веќе е да. Причина, значи уште еднаш ќе повторам. Доколку е загреен кабелот, сега го извлекувам. Тој ќе се скини, иако е исправен. Значи ова возило има добри кабли, значи претходно ставено. Најпоќе ќе обрнуваме внимание, овој дел се вика отпорник. Во случај на додавање наеднаш на туража, таа струја од 20.000 волти струја, кога ќе додадеме туража, знаеме дека поголемо количество воздух, нагло гориво убризгува моторот за да има стартовање и сила. На тоа нагло убризгување фактички тогаш му треба поголема струја за да го запали таа концентрација внатре во клипот во цилиндарот. Во тој момент, доколку не се исправни светичките и каблите, имаме отскок на струја и почнува да трокира, нема добро согорување. Значи, одма сега да се доврзам на таа тема. Доколку нема добро согорување, имаме повисока температура, не влечење и може да изгори вентил, да изгори диктон на декла, да оштетиме катализатор и ред други работи. Значи, на катализаторот седи ланди сонда и одма внатре во системот, кај што ни е чек проверка, ќе почни чекот да трепка. Чекот, доколку свети внатре, има прилично мал проблем. Доколку трепка, значи немаме соодветно согорување на цилиндрите и одма ни кажува дека некој дефект. Во тој момент треба да изгасниме колата, да излади, пак да запалиме, да продолжиме со возење. Сега да се навратиме тема на демонтажа на каблите. Значи, доколку вадиме кабли, не смееме одма со влечење, не се тегни на овој дел, туку на задебелениот дел. Првин се врти лево десно и се извлекува нагоре. Пак лево десно се извлекува. Еве, сега можете да видите. Значи, морам да го одлепам кабелот од светичка и да го кренам нагоре. Еве, повторно. Лево, десно и се вади. Значи, никогаш да не тргаме, да не одиме на овој заслабен дел. Исто, лево, десно, извлекуваме. И доколку се исти кабли, треба да внимаваме или да ги забележиме први, втори, трети, четврти, да не ги измешаме. Сега повторно ќе дувнам со воздух. Така, веќе си спремив клучија соодветен. Веќе ги знаеме овие возила на памет, значи има повеќе модели на светички.
Имаме 20 клуч, имаме 16 најчесто, имаме 14. Сега новите коли веќе, за да има појака деклата да биде, стават многу потанки светички и подолги. Таму се со 14 клуч. Доколку се случи да не излегва светичка, значи кога ќе туркаме на рачката, со едната рака држиме на овој лост, ако туркаме, одиме надолу, можеме да ја скршиме светичката. Значи со едната рака го држиме во центар, а со другата рака одвртуваме. Значи и тоа е еден од советите што мене ми се има вклучвано при вадење на светичка, да можам да ја пукнам во порцеланот, после таа светичка е за вѓубре. Значи првен ги одвртуваме и ќе ги наредиме. Мораме малце уште да изгледат, уште е малце жешко возилото и да увидиме дали има проблем со светичка и кабел. Значи ги издувавме таму светичките, како што напоменав прески. Значи во овој дел сега доколку има нечистотија кај што лежи светицата, сега јас се оштрафив и ќе ја извлечам претежно со магнетче. Може со кабелот, може со некоја шпицангла клешта, ние употребуваме магнетче. Сега тоа ѓубре што се наоѓаше кај светичката ќе влезе внатре во цилиндарот. Може јас велам да не оштети, сепак е тоа нечистотија, камче, некое бубаче, прашина, било како. Доколку оштети на карика вентил, ние сме расипале колата. Значи сега ги вадиме светичките и ова е најбитна опомена што многу мајсторите грешат, уствари не мајсторите, да речам сега, ние не ќе ги учиме занает, кога ќе вадиме светички, како што ќе ги вадиме, или од четврта или од прва, ги редиме и после ги испитуваме светичките дали имат проблем. Тоа нахнано ќе видите, јас увидов веќе дефект. Значи, увидов дефект, еве, на лице место, веќе има на светичката дефект и трокирање. Значи, ќе ви го кажам тоа. Значи, ова е трети цилиндар. Ова е четврти, трети, ќе ги наместиме како што ги вадете. Ете така. Можем одма со камерата да еве го сега, да прикажам добар опис сега. Еве го проблемот, еве го дефектот. Значи, ова е светичка, е составена електрода, значи навојно кутиште, тоа е навојот кај што се заштрафува на деклата, порцелан, тоа е порцелан, значи изолатор во превод, и електрода. Значи, електродата влегва низ порцеланот, има уште порцелан натре и иди до пипецот. Значи, тука се врши тоа искрење на светичката и го запалува внатре дали бензинот или плинот. Но ова е растојанието. И ова е многу битно растојание за кола кога ќе се вози на плин, а и на бензин, точно така. Значи, секоја кола си има посебен зазор. Овој дел тука. Значи, еве го сега увидувањето. На четвртиот цилиндар е окей, третиот е оштетен, вториот е окей, првиот е окей. Значи, одма ви окажувам сега нештото како треба да обрнуваме. Ова е веќе подолго трајно сецкање и трокирање. Гледате овде како е оштетен порцеланот. Значи, сега како налегнува. Овој кабел налегнува тука, има внатре конектор, конекторот се прикачва на него и сега наместо кога ќе фрли струја бомбината да дојди до пипецот, напротив струјата од овој конектор оди на маса, а овој заштрафениот дел е декла. Значи, не оди на пипецо струјата, туку оди на маса. И тоа е тоа трокирањето. Еве, значи, гледачите тоа можат самите коли да си ги испитат. Затоа јас препорачувам да биде ладно возилото, да не се оштетат каблите. Во случај, значи, имаме век на трајање, тоа сега ќе зборниме со другото возило, значи ова да го испратиме, имаме уште едно возило за дефект. Во овој момент ќе го повикаме собственикот да му кажам дефектот. Екич, значи, најдов не дефект на возилото, значи то не е голем дефект, тоа е редовен сервис.
сега не знаеме од прилика дека и таткови го возила возило, имаш ти друго возило, нормално ние помладите мораме да трчаме за нашите родители и да се грижиме за нашите возила. Значи, иако е на татко ти, тоа е твое, сигурно. Точно, морам јас да му да сум на серија. На третиот цилиндар, светичката е оштетена. Значи, тоа е овој дел, сега јас прикажував на камера тука, Така? и од оваа причина, наместо да се огори внатре на пипецот, тој оди на маса, значи ги имаме ние за овој тип светички и кабли, можеме да го Значи средиме. можеме сега одма да... Да, сега тоа ќе го средиме и одма ќе увидиме проблематиката на додавање екстра туража, дека нема да трокира. Тоа што сме и тоа што треба, па не е проблем. Нема грешка. Во ред. Во ред, ќе причекате, Баш, викни кој ќе го. Дејан ќе ве известиме кој ќе биде готово. Во ред. Значи сега собственикот сака да се заменат нови кабли, нови светички, ние ги имаме, ги набавивме тоа од автомобил. Поздрав до автомобил и до екипата таму, значи не услужват во секој момент, значи телефонски се јавуваме вакво и вакво возило, ги имат од програмата претежно НГК. Можете да видите асортимент. Најчесто употребувана светичка, значи кај нас, претежно што имаме повеќе пати видено проблеми со возилата на плин. Значи сега ова возило, доколку се возеше на бензин, немаше толку да се да се осети, сепак немаше добро согорување, ама имаше некое благо трокирање. Значи ова е тој зазор, овде измеѓу и се штелова со шпион. Значи имаме ние специјален, овој шпион е за светички. И сега фабричко да увидиме колку е штелувањето. Значи штелувањето е негде до кај 0,9 до 1. Значи ова е дебелината 0,1, значи како што оди подебело и подебело. Имаме ваму во инчи, тоа не занима, ние одиме во милиметри, значи 0,91. Зазорот на светичките мора да биде со негде да речеме до кај 10%, ако е 0,1,2 или 0,8, мораме да го намалиме малце зазорот, од причина што плинот сака малце поидеална струја и ако е поголем зазорот како овие старите светички, значи овде сега се троши електродата и автоматски нас зазорот ни е голем, наместо да оди на електрода, оди мава према кабел, према порцелан, како што видовте сега. Затоа јас препорачувам обавезно штелување на светичките пред да се стават. И ставам од VinLife програма. Сега и тука требаше да објасниме што значи VinLife програма. Не знам дали можеме ова да го видиме. Овде има засек електродата, кога ќе прснува струја еднаш оди од лево, еднаш оди од десно. И има од повеќе агли во цилиндарот со горување. Значи ова е тоа. И се има некои коли со повеќе пипки, таму е затоа тоа е така е поставил инженерот за тоа да го направи. Одиме со полека припуштање во каналот и одиме првин рачно полека во местењето. Одиме првин со рака ги стегаме и после тоа или со степен, да речеме поискусните мајстори не му треба ни килажен клуч, ни степенажен, ама ние сега малце ќе одиме по професионално стегнување на светичката. Ќе увидам јас во компјутерот, а во меѓувреме ќе зборам за нешто друго, дори го барам тука возилото. Значи, ние ги порачавме деловите од автомобил, уште еден поздрав, значи најчесто дефект кога ќе имаме со вакви проблеми, набавуваме делови од кај нив, значи светичка, кабел, таква работа.
Муабето ми беше за стегањето во овој момент. Не смееме ни да ги оставиме ни лабави, ни многу затегнати. Доколку и многу ги затегнеме, кога ќе дојде воведењето, постои опасност да се скини светичката, а доколку па ги оставиме лабави, од самите вибрација на клипот што оди горе-долу, може да се разлабави светичката и да излези. Мисли, има случајно и такви работи. Нешто му тушало на колата, иди гледаме вибрира светичката, добро, само што не е излегла. Сега ние тука влегваме во база на податоци да видиме дали можеме да најдеме за килажно стегање на светичките. Еве, Spark Plus светичка од 20 до 30 метри нутни. Ние одма земаме килажен клуч и го штелаваме клучот на 25 нютни. Значи одиме со 25 метри нютни. Ете така. Како што напоменав претходно, значи ако ги оставиме лабави, можат да излезат. Ако ги престегнеме, на наредното вадење ќе ни направи проблем, не ќе можеме да ги извадиме. Овие одат за фрлање во ѓубре. Одиме со замена на каблите. Ова најчесто да го чуваме. Одиме од најдолгиот кабел. Еве ги каблите што не ги дадоја од автомобил. Че автомобил е еден од најснабдените продавници за светички за кабли. И одиме сега го вараме четвртиот цилиндер. Сега најчест проблем кај се јавува кај оваа работа. Затоа ова емисија јас ја снимам дека тој што работи тој греши. И јас такви работи имав правено. Значи сега доколку сменевме светички, колата ќе профункционираше, ама не многу. Значи 3-4 дена и по 3-4 дена газдата пак ќе дојдеше и ќе ми речеше дека се јавува истиот проблем, за џабе ги сменавме светичките. Сега за такви работи, затоа јас велам кога ќе ги демонтираме светичките, доколку не видиме дефект, дека светичката има проблем, значи надвор на порцеланот, тогаш заменуваме само светички. Значи може да е претежно внатре на електродата се оштетват или тие си имат век на траење, што е нормално и кабел и светичка, се си има рок на траење, но тие можат да се расипат и во онај рок што е определена. Светичката за плинот е негде определена од 20 до 30.000 км. Доколку возиме чисто само градска, 20.000 км. Доколку возиме, значи, отворено градска, може до 30.000 км да извозиме еден пар светички. Еве ги сега овие, како што ги реков, еве ги сега овие пластичина измеѓу нив, за да не стварат електрицитет, дека низ ни врви 20.000 волти струја и ова е тоа што го викав јас отпорник. Ми жижи овде, што се подпирам. Вакова ќе оставиме сега. Ете така. Одлично, значи ќе гледаме колку што може каблите да не се допират. Ќе ја запалиме колата, можеме овде сега да објасниме, значи што е кабел, што е бомбина и зошто други работи.
Значи имаме на постарите возила бомбина посебна, како овде. Значи таа е настрана. Или да речеме, еве, имаме на половна бомбина. Значи од нез излегват кабли и од тие кабли одат до светичките. Ете сега вака еден краток опис ќе направам јас како тоа би изгледало. Значи еве е бомбината тука и еве го кабелот тука. Значи таа пушта струја преку кабелот и оди во светичката. Сега на новите коли немаме ни кабел, немаме ни бомбина на страна. Значи ова е кабел, ова е бомбина. Значи внатре во бомбината имаме електронско палење, калем бомбина, кабел и оди директно во моторот се жлебува на светичка. Тоа оди вака. Дека нормално не е за смеја сега, ни јас не знаев, некој ќе ме праша да не ми се ојде ни каблите, мајсторе. Значи таму еве го, ова е од Мерцедес, ова е групација Volkswagen. Овде имаме, сега да речеме, ова е на Opel. Ова е на Opel. Ова е целосна бомбина и влегва директно во цилиндрите од озгора, на 16 вентилски. Значи ова е, ги кажувам, типовите на бомбина. Сега инженерот таква каква ќе е направил. Ова е малце поскапо за држување, сега по новите модели претежно носат посебно секоја бомбина, доколку прегори една, можеме една да смениме, а доколку прегори кај овој тип целосно кај што е ли оваа бомбина, иако е настрана, еден калем да прегори, мораме целосно да ја замениме. Значи ова само кажувам еден опис како би изгледало едно моторно возило што делови има. Значи овие одат во ѓубре. Возилото сега ќе стартоваме и ќе видиме како ќе функционира. Значи ви објаснив. Вадење, внимателно, со клучот. Под број 1 чистење, под број 2 вадење на каблите, значи морате првин да ги одвртвате лево десно, да ги вртите, да ги одлепите кабелот од светичка, па посем тоа да влечиме. Значи број 3 да се отвора светичката, да се провери етапно да се намести, посем тоа увидуваме дефект дали има или не и да знаеме што ќе правиме сервис. Дали светички, доколку има светичката оштетено на порцелан, мораме комплетно. Сега да ја запалиме колата, да не губиме време, дека чека уште еден човек, уште еден муштерија за да ја поправиме колата. Како би препознале едно возило кога ќе ги стуражираме дека добро работи? Прво, дури работи во место, треба подеднакво да има она нежно мишање на моторот, доколку работи, мава па отклон прави или прекин, тогаш сигурно нешто не е во ред. И на друг начин како можеме да провериме, значи на мирна положба на туража, значи на мирно работење во лер туража, даваме нагла туража, пуштаме. Даваме туража, пуштаме. Даваме туража, пуштаме. Не сме да трокира, па посем да земи. Сега не е загреано паличето, толку да го туражираме не смееме. Сега нема никаков проблем. Значи, овие се некои мали совети, ама големи работи кои во почетоците, јас кога почнав со плинските системи да се занимавав, имав најголем проблем, дека немаше кај да научиме, немаше ни, да речеме, YouTube толку, сега да уклучиш, да некој да ти објасни, да ти кажи. Почнува се бори сам, дури ова не го научив, за џабе не можев ни една кола да направам како што треба. И што правев? Доколку има оштетена светичка, светичката е оштетена, дај нови светички. Ставаме нови светички, доколку не ги замениме каблите, ова повредено место на кабелот внатре, значи тоа е и кабелот и светичката оштетени. Исто се работи, сега зборувам, и за овој тип на бомбини. И за овој тип на бомбини. Доколку е светичката оштетена на порцеланот, за џабе светички да се заменува. Мора
и бомбина и светичка, доколку да сакаме да биде исправно возилото. Значи ова е најголем совет од мене, причина да се направите колата и од овој проблем може да ви остане да ви изгори бомбина, кабел и да ви остане на сред пат возилото. Сега можеме пак да провериме. Перфект. Мирно работење на секое додавање на туража крева со сите 4 цилиндри наеднаш. А иначе едниот клип касни, автоматски недобра смеса се јавува во системот на издувните гасови, сонда кажуваат еден проблем, голема смеса, ваму намало и автоматски имаме неравномерно работење, недобро трошење и недобро палење, како што ни кажа собственикот на возилото. Значи, ќе го известиме сега, да си го земи, направено му е возилото. Да го викнеме сега собственикот. Дејан, ајде, готово ви е возилото. Значи ќе напреше, да, готово, го испитав се како што треба. Супер. Океј. Немавме време да прикажем и на камера таму, бришев некои грешки на компјутер. Значи точно ми кажа и на третиот цилиндар недобро функционирање, работење, значи причина, како што рековте, отежнато палење, неравномерно работење и трокирање. Тоа е веќе, еве го ви го кажав дефектот, нови светички, нови кабли. Супер, Таму се запишав не во гарантната книжка сервисот како што е. Готово, печат ставено сега ќе треба. Да. Само можам да му вратам на таткови, здрава права. Поздрав до може да таткот се и оставя. твој да види дека стварно сменавме светички Да. кабли и тој на во емисијата. Некој ден ќе направиме сервиси на плинските системи, Да, затоа што обавести. веќе многу километри му има извазено. Мора да возите. А за нови ќе донесеме мојата кола и надо да направиме на проверка. Баш. Да видиме Ќе направите едно пробно возење, па утре други ден ќе се слушниме на телефон да ми кажете како функционира возилото. Важи, ти благодарам многу. Се најдобро. Гледаме. Пријатно довидување. Значи имаме во днешната емисија исто така од типот на кола Hyundai со сличните симптоми. Јас да веќе да почнам со работа, како и на секое возило. Некое ситно трокирање или недоволно така стартовање од време на време. Сега дури не отвориме, не знаеме што е, како е, не можам да кажам, сепак сумњам да се некоја светичка или кабел, ама сепак дури не отворам, не можам да кажам. Како на претходното возило, мислев дека само со светички ќе се заврши работа, ама одиме, мораме ова да ги заштитуваме возилата од причина што може нешто, некој клуч алат да ни падне и да го штетиме возилото. Ето така. Сепак, уште еднаш ќе напоменам, сите што имале проблем со светички кабли, ова емисија кога ќе ја гледат и сега што го направивме сервисот, може и тие сгрешиле, само светички сменале и пак ќе ги оштетат светичките или обратно, ако сменат на расипана светичка кабел, истиот проблем ќе се случи. Возилото ова ни од порано дојсено, веќе е ладно. Сега одиме со отварање на светичките. Овде е работено, диктон имат предиктовано, тоа е добро. Дека најчест проблем на овие возила така. Одиме сега со, како што напоменав, со клештата лево-десно, па креваме. Повторно, лево-десно, креваме. Лево-десно, креваме. Ете така.
повторно лево-десно, требаме на кабелот. Доколку ги вадиме на жешка кола, постои опасност да се скинат светичките на каблите. Затоа ја свелам, уште еднаш ќе напоменам, немој да силоваме или да ги одвртуваме. Се испитаме, може да сака само намалување на зазорот, сепак не можеме да установиме точно што си има случајно, дека не е само во електрика, во системот на согорување кабел светица, може да има проблем со сензорна радилица, со сензорна брегаста, може да има некоја ослабена бомбина. Мораме првин да почнеме да видиме дека, како што имам сознание за ова возило, дека прилично брзо биле сменати светичките, ама сепак јас велам, дури не провериме, за џабе да не... Како што напоменав, вадиме прва светичка, ставаме тука, после тоа ќе одиме со прегледување на возилото. Втора, трета, четврта. Овде, како што гледам јас, возилото има истрошени електроди. Еве го сега да видиме, да прикажеме на овој дел. Значи, на овој дел овде можеме да прикажеме тука како се истрошени електродите. Значи, тоа е првиот знак. Вториот знак, значи на светичките, доколку овде на овој дел се појави црнило, од тука може да ја пушта компресијата и тоа е еден од знаците што може да види како проблематична светичка. Еве ги да речеме сега што ги извадовме на претходното Hyundai, тие се доста извозени, ама овде немат никаков бигор или оштетување. Сепак јас нова возило ќе му заменам нови светички за да функционира како што треба. И пак ти напоменам дека овие светички, овие кабли се набавени од Автомобил. Уште еднаш ги поздравувам екипата од Автомобил. Поздрав до Игор. Значи имаме долга соработка за овој тип на светички. И друго што сакав да напоменам, околу светичките, значи секоја кола си има посебен тип на светички. Тоа има и заменски, зависи која топлина се. Се пред да ги штелувам, овде ќе опишам. Прески ви кажав за бомбините. Од програмата на NGK, значи имаме V-Line, имаме ласер иридиум, иридиум. Овие се класичните и нормалните, тие се овие, класичните. Сега секој ме прашва што со оваа светица, со друга светичка. Причина, значи од светичка до светичка самата цена кажува, таму кај што иридиум, електродата е иридиум и таа е како зашилена електрода, на повисока температура таа се вжарва и со многу мала струја побрзо го согорува и го запалува горивото. Да го побарам шпиончето, да ги проверам и да ги вратам назад, да ги ставам. Точно, исто, овие се 0,9, а треба практично да види на 1,0, тоа значи 1 милиметар, ама сепак иако се фабрички, јас задолжително ги проверувам дали се во ред. Ова е специјален алат за проверување на светичките. И повторно одиме, правим составање на светичките. Некој ме прашва, сега да стегам, некој ме прашва, мајсторе, што ако ставам со 3 или 2 светички, значи не може никаква штета да му се направи на возилото, значи имаме повеќе врсти на светички,
Значи можеш да се стават и со 2 пипка, со 3, со 4. Тоа е независно како ние возиме. Например, ако ја вози некој по-спорски, ако прави поголеми вртежи, пожелно е да се стават со повеќе пипци, тие си иридиум како што ви ги покажав тие светички, таму има други светички за по-спорско возење. Сега кај што има повеќе пипки на светичките, таа се пали од повеќе агли и не помалце биго ростанна за разлика со светичка со еден пипец. Ова стегнавме, ќе го земеме пак клучот со килажниот, па да ги стегниме како што треба професионално. Значи на 25 нјутни метри. Сега, како што реков јас, искусните мајстори нема потреба да користат вакви клучеви, ама сепак јас велам, кога ќе се работи по една брошура, по една книга, пожелно е да се стегни како што треба, секој штраф си има сила на јачина на стегање. Тоа е окей. Кога ќе ги ставаме сега назад каблите, задолжително да ги пребришиме од прашина, од масленце. Сега доколку спомнав масло, најчесто тие мотори што 16 вентилски се светиците внатре во моторот, измеѓу двете брегасти. Доколку осетат трокирање, иако се сменати светици и кабли, доколку има малце масленце внатре во моторот, тогаш ќе ги оштети и каблите и светичките, или доколку носи бомбини. Затоа јас велам, доколку осетите трокирање, сецкање, обавезно обратете се на механичар за да си го поправите возилото. Затоа се овие совети и ова емисија да бидат појасни работите за што точно се работи. Ние овој мотор го припремивме со нови светички. Сега одам да запалам, да видам како ќе функционира. Малце мора да добие температура, за да може малце поќе да го isforsira моторот. Значи, и предходните епизоди кажував, ради доколку го уражираме на ладен мотор, не е добро. А особено ова е ОХЦ мотор, мора да загрее моторот, да се истанчи маслото, за да добие идеална работа на моторот. Хидраулични вентили има овој иначе мотор. Претежно сегде кај што има хидраулични вентили, многу работи добро плинот, тоа да знаете. Проверуваме дали ги имаме наместено сите кабли, окей. Имаме можност во некоја друга епизода да ни донесат возило со дефект да не фрла струја, како што ви ги објаснав со бомбини, па да ви покажеме поќе работи во тие електрични елементи што ги има возилото. Нема никакво троторење или кој ќе дадам туража да кочи моторот, тоа е супер. Значи го направивме ова возило со сервис, со се, со тие проблеми ситни што ги имаше, ќе биде отстранет тој дефект, ситно трокирање.
Значи, како што видовте во оваа епизода, кажав многу совети, значи придржувајте се на тие совети. Јас мислам дека нема никогаш да имате проблем на моторно возило со бензински мотор доколку возите и плин. Значи вакви работи повеќе пати се случува, тоа што сака плинот да биде подобра струјата, значи кабел да има подобар, не буквално подобар, тоа некогаш да е послаб, тоа знае да пробие. Затоа јас велам, доколку ја држуваме колата и та нас ќе не служи. Толку од оваа емисија, се гледаме во наредна, следете ме. Чао!